Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Решивме да ја прекинеме зимата и се преселивме на југ на Франција. Нема да работиме на лозија, туку ќе имаме едно ново возило кое има големи амбиции. Амбиции да биде семејно, но и атрактивно. Тоа при крајот на емисијата. А сега тргаме со нашите флешвести. Форд се пофали дека е произведен 40 милионитиот примерок од F-серијата пикапи. Оваа бројка го става повеќе деценискиот американски бестселер на второ место на листата најпродавани светски возила, пред Голф и зад Корола. Неговата приказна започна пред 75 години кога дебитираше првата генерација. Таа беше развиена после Втората светска војна и мајки ги предвид потребите на луѓето и компаниите. Понудата наменета за секого по нешто се состоеше од 8 модели поделени низ различни тежински категории. Овој пикап беше толку популарен што Форд го произведуваше во 16 своји фабрики низ Северна Америка. Од тогаш наваму се е историја, додека иднината ќе се препушти на неговата електрична варијанта F-150 Lightning. Пазарното лансирање е закажано за септември, а досега за неа Форд има собрано преку 200.000 нарачки. Најстариот производител на автомобили во светот, Daimler AG, го промени името во Mercedes-Benz Group. Ова е резултат на раздвојувањето на камионскиот и автомобилскиот бизнис во независни субјекти со цел максимално да се искористат потенцијалите за иден развој. Германската компанија, чии корени задираат во 19-тиот век, е настаната 1926 година со спојување на Daimler и Benz. Во 1998 година стана Daimler Chrysler, а после раздржувањето со американците го смени името во Daimler AG. Компанијата, која има пазарна вредност од 77 милиарди евра, лани продаде преку 2,4 милиони автомобили. Главната стратешка цел е до 2030 година целосно да се посвети на електрификацијата и камионското оделение сега под назив Daimler Trucks има слични цели, но со поинаква агенда. Дизелите дефинитивно ја загубија битката во Европа. Според податоците на Асоциацијата на европските производители на возила за структурата на продажбата, ланската 2021 година се продадени повеќе хибридни отколку возила со дизел мотор. Бројката од нешто помалку од 2,1 милиони продадени дизели е за 1/3 помала од постигнатото во 2020-та, додека пак хибридите забележуваат пораст од 58,5% и стигна до 2,4 милиони купувачи. Опадна продажбата и на возилата со бензински мотори за 17,4% на 4,8 милиони. Очекувано електричните возила продолжија со својот силен раст кој лани изнесуваше 63,4%, искачувајќи се на 1,2 милиони регистрации, надминувајќи милион. Најголем пораст од 68,5% забележаа плагин хибридите. Според ова, лани дизелите
имаа 17,6% учество на европскиот пазар, а бензинците 40,4%. Електричните стигнаа до солидни 10,3%, хибридите со двојно повеќе, а плагин хибридните се искачија на 8,9%. Сите заедно освоија 39,7% од пазарот, скоро исто колку и бензинските возила. Согласно трендовите, реално е да се очекува, ако не годинава, тогаш идната бројот на продадени електрифицирани возила од сите видови да ги надмине возилата со мотори со внатрешно согорување. Во автомотоисторијата терминот икона претерано се користи, но не постои друг начин за да се дефинира Веспа. Овој скутер е заслужен што матичната компанија Piaggio од производител на еден единствен модел стана конгломерат под чија капа се 7 мотомарки. Затоа и низиното раководство се обрати до светската ценета консултантска агенција Interbrand за да ја анализира и утврди финансиската вредност на брендот Веспа. А низините резултати ги одушевија. Проценката застана на точно 906 милиони евра. Некому можеби ќе му изгледа претерано, но не треба да се заборави дека овој скутер уште кога се појави инстантно го освои светот со едноставната механика и елегантните линии кои ден денес виртуелно останаа исти. Веспа се уште е италијански национален символ и со својот младешки дух повеќе од превозно средство. Затоа и споредбата со други слични производи едноставно не е можна. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги отсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Метрополис, број 1 радиомрежа. Во Астон Мартин веруваат дека 100% од нивните купувачи сакаат електрични возила, но не се многу посветени на тоа. Нивните планови велат дека до 2026 година ќе имаат само хибридни и електрични модели во гамата без прецизирање
кога целосно ќе се префрлат на струја. Затоа и не треба да чуди што во перформансната верзија на DBX електромоторите се користат само кај стаклата и седиштата. Кај Шкода Ениак Купе пак електричниот погон е единствен со што чесите току што тргна во нов пат кон својата иднина. Него го трасираше електричниот Ењак, чија купе изведба е нешто сосема поинакво кај чешката марка. И таа е базирана на истата платформа, но има различен карактер. Неговото срце, за кое британците велат дека е најмоќно во светот на спортско-корисните возила, чука во класични 4 такта без никаков хибриден додаток. При најавите се веруваше дека тоа ќе биде семејниот V12 агрегат, но тој сепак е германскиот 4-литерски V8 од AMG. Испорачува точно 707 конски сили, бројка која се најде и во ознаката на моделот. Добиени со преработена електроника и нови турбокомпресори и екстра 157 конји сега преку 9 степен менувач ќе го лансираат до 100 км на час за 3,3 секунди. Максималната брзина што ќе ја постигне е 310 км на час, што освен најмоќен го прави и најбрз модел во својот сегмент. Останува прашање дали ќе го собори рекордот на Porsche Cayenne на Нурбургринг, но британците веруваат дека можат и тоа да го сторат. Можеби и заради тоа DBX 707 е опремен со заден диференцијал со електронско ограничување на пролизгувањето и посебен рестарт режим на работа, наменет за силни забрзувања. Освен тоа, ревидиран е трикоморниот систем за воздушно ослонување со подобрена контрола на навалувањето на возилото во остри свиоци и при нагло сопирање. Затоа пак се задолжени карбон керамичките дискови од 420 мм напред и 390 назад, кои ги стегаат 6 клипни клешти. Скриени се за стандардните 22-инчни тркала, кои по желба може да бидат и од 23 инчи. Визуелните разлики се сведени на подобрената аеродинамика, која напред ги измени браникот и спойлерот, а назад дифузорот. Внатрешноста донесува очекувано ниво на луксус со внимателно избрани најфини материјали и детали од карбон, бронзени мрежички и темен хром. Сериското производство ќе започне набргу, а со цени ќе биде сместен помеѓу Lamborghini Urus и Bentley Bentayga Speed. Веднаш се забележува флуидната силуета која на Ењак Купе му дава доста динамични и атрактивни линии. Задниот спуштен дел и другиот агол на третиот столб прават да изгледа како капка вода, укажувајќи на одличната аеродинамика со коефициент на отпорот на воздухот од 0,234. Целиот покрив е стаклен и визуелно се претопува со задното ветробранско стакло кое завршува со дискретен спойлер. Дизајнерите на Шкода се потрудиле и на задната врата да ја дадат малку поинаков стил, правејќи целиот автомобил да биде една складна целина. Од неа малку отстапува предниот дел, кој во однос на стандардниот Ењак се разликува во неколку детали. Тоа посебно е нагласено кај RS моделот, чиј агресивен изглед е дополнет за 15 мм по спуштеното подвозје и со маската осветлена со 131 LED сијаличка. Ке ги предизвикува купувачите со двата електромотора, чии 299 конски сили ке се пренесуваат на сите 4 тркала, забрзувајќи ги до 100 км на час за 6,5 секунди. Неговите батерии од 82 кВт ке се среќаваат и кај Ењак 80 достапен во две верзии. Помоќната има два електромотора со 265 конски сили и погон на двете оски, додека поекономичната
Успешната располага со 204 конски сили кои ги задвижуваат само задните тркала. За сега Шкода само за неа ја има објавено автономијата која изнесува 545 км со едно полнење на батериите, што е за 15% повеќе отколку обичниот ењак со иста конфигурација. Понудата е заокружена со основната изведба со 179 конски сили и батерии од 62 киловат-часа. Чесите и покрај спуштениот покрив велат дека во внатрешноста на ењак купе има доволно простор, за што како доказ ја наведуваат скоро истата зафатнина на багажникот од 570 литри. Исти треба да бидат и содржините, можеби малку поинаку распределени низ пакетите опрема кои заедно со цените ќе ги дознаеме дополнително. Минатата емисија ве запознавме со почетоците на Opel, марка стара 160 години. Иако е една од најстарите активни марки автомобили во светот, има само неколку пресвртни моменти во својата историја. Еден од нив е преземањето од страна на General Motors на почетокот на 30-тите години од минатиот век. Тој брак траеше повеќе од 8 децении и заврши неславно, а Opel ја најде својата среќа во Stellantis. Како производител, Opel прв ја воведе монтажната лента во Германија, што му овозможи огромна заработувачка и доминантно учество на пазарот, што на американците им го привлече вниманието. Тие на семејството Opel му платија цело богатство, пошто компанијата целосно се посвети на автомобилите, а бизнисот со велосипеди и моторцикли беше продаден на NSU. Во оваа декада на раст, Opel стана најпродуктивен автопроизводител во Европа и седми во светот. Но тоа беше прекината во 1940 година со барањето од германските власти место автомобили да се произведува муниција, која американците учтиво го одбија и ги затворија погоните. Тие под воена управа повторно проработија 2 години подоцна, снабдувајќи ја германската армија со тенкови и делови за авиони, заради што стана цел на сојузничките бомбардери. По завршувањето на војната, фабриката во Бранденбург беше демонтирана и испратена во Русија, каде под знаките на Москвич започна производството на копија на првиот кадет. Фабриката во Руселскајм, која се најде во американската окупацијска зона, беше обновена и се врати во рацете на General Motors, пошто започна модерната историја на марката во која бројни модели оставија длабоки траги. Најзначаен меѓу нив секако беше Кадет, кој наново беше воведен на пазарот во 1962 година. За малиот семеен седан, замислен да биде анти-Volkswagen, кој во тајност се развиваше 5 години, беше изградена сосема нова фабрика во Бохум. Тоа овозможи користење на современи технички решенија кои им се допаднаа на германските купувачи. Пространата каросерија имаше далеку помодерен изглед од главниот конкурент, што ги подобри шансите за негов извоз дури и во Соединетите Американски држави. Успешната приказна со слична техничка основа продолжи уште 2 генерации, за во 1967 година да се појави првиот Кадет со хеџбек каросерија и погон на предните тркала. Лансиран во Велика Британија како Vauxhall Astra, тој беше увод во современиот дел од историјата на компактните модели на Opel која трае и ден денеска. Вториот модел која дефинираше марката во периодот после Втората светска војна беше Рекорд. За разлика од Кадет кој беше направен како европски автомобил, тој во себе имаше многу американски гени. Се појави токму во времето кога германското општество имаше потреба од поголеми возила и веднаш стана втор најдобро продаван автомобил во земјата. Техничката шема на која беше направен ја задржа во своите 8 генерации. Континуираниот раст на марката беше дополнет со низа успешни модели од Аскона и Манта преку спортскиот GT до големите Капитен, Адмирал и Дипломат и секако малата Корса.
Комплетираната понуда носеше голема заработувачка која во 90-тите години му помогна на General Motors да ги покрие загубите што ги имаше на својот домашен пазар. Но тогаш работите се сменија и од профитабилна компанија Opel стана голем загубар од кој американците посакаа да се ослободат. Беа испробани неколку различни формули како тој да се задржи во игра, но загубите од година во година се таложеа до толку што продажбата на компанијата на PSA во 2017-та беше со олеснување дочекана како од германска, така и од американска страна. Кога се осврнавме на историјата, така и ќе продолжиме. Како марка, Линколн е скапоцен дијамант во круната на Форд повеќе од 7 децении. Превозно средство на американската висока средна класа и многумина председатели е само дел од портфолиото на марката, која продолжува на својот пат. За жал, иднината е потполно неизвестна и не и оди во прилог на крагуевачка застава, чии производи ја моторизираа Југославија, а сегашниот исползувач Фијат не гледа јасна перспектива за овој капацитет. На почетокот на 90-тите години од минатиот век Ford Model T, иако веќе остарен, суверено владееше со американскиот автомобилски пазар, но на Хенри Форд не му се допаѓаше тоа што легендарниот автомобил беше единствениот што компанијата го имаше во продажба, а General Motors располагаше со 10 марки возила. Фрли око на Lincoln Motor, кој како компанија не ја преживеа транзицијата од военото во мирнодопското производство и банкротираше. Тој за неа понуди $5 милиони, но бидејќи таа вредеше 16 милиони, стечајниот суд го натера да ја зголеми понудата на 8 милиони, што во тоа време беше колку прометот што Форд од продажба на возила го остваруваше за една недела. Така, во 1922 година Lincoln Motor стана дел од Ford и како таков екзистира цел еден век. Стана синоним за луксус не само во Соединетите Американски држави, чии бројни председатели од Френклин Рузвелт до Џорџ Буш се возеа во неговите лимузини. За сето ова време предводеше со своите технички иновации кои сега го донесоа на прагот на електрификацијата која ќе ги обележи наредните негови 100 години. Минатата година фабриката на Фијат во Крагуевац работеше само 50 на дена, за кои произведе помалку од 20.000 возила од моделот 500L. Скоро сите, освен околу 1600 кои се пласирани на други пазари, се извезени во Италија. За наследникот на овој веќе застарен модел никој не сака да зборува, ниту пак за судбината на некогашната фабрика на застава која ја моторизираше цела Југославија. Фијат сам по себе веќе не е надлежен, а неговиот собственик Стелантис не сака да се изјасни. Незината судбина е сосема неизвестна, иако српската влада, која поседува 33% од неа, нема така лесно да се откаже. За жал, шансите да успее да се избори да ја одржи во живот не се големи. Никој досега нема ниту збор кажано кои се плановите и намерите на Стелантис. Познавачите на приликите пак не можат никако да ја сместат во иднината на корпорацијата, ниту структурно, ниту пак според моделите што можат таму да се произведуваат, зашто сепак се потребни големи инвестиции. Во секој случај, известна е само неизвестноста на околу 2000 работници, на кои Стелантис веќе подолго време им нуди да го напуштат Крагуевац и да се преселат во Словачка, каде ги чека работно место во фабриката на Пежо. Како што видивме на самиот почеток на емисијата, ќе се преселиме со нашиот тест во Франција.
Ница и Кот Азур се познати по својот раскош, убавина и престиж, а Дачија не случајно го избра овој дел на Франција за да го лансира својот нов модел Джогер. Како што велат од таборот на производителот, тој е првиот модел на Дачија кој е припадник на C-сегментот, но се уште не го носи новиот знак на Дачија, бидејќи тој ќе дојде на сцена до крајот на годинава. 7 седишта и избор само на 2 мотори. Од 1 литар тоа е бензинец и мотор кој може да иде и на течен газ. Има многу информации за Dacia Duster. Да почнеме од почеток. Со представувањето на својот трет новитет во последните 8 месеци, Dacia покажува дека не е подготвена само да ја обновува својата гама, туку и да ја проширува. Со доаѓањето на Джогер почнува нова ера во Dacia, бидејќи за прв пат со него влегува во компактната класа. Со позајмена основа од Renault Clio и Captur, Джогер бележи повеќе од 4,5 метри должина, па затоа во неговата внатрешност може да се сместат и до 7 патници. На прв поглед се гледа дека во Джогер Dacia вложи многу од своето знаење, но и од размената на знаењата со принципалот Рено. Па, во внатрешноста се гледа типичната Dacia ориентираност. Солидни материјали, солиден дизајн, но со пристапна цена, што е и основната мисија на Dacia. Во основната изведба Джогер доаѓа со 5 седишта, но оној кој има потреба од 7 седишта може да ги добие со доплата од околу 800 евра. Dacia Джогер според дизајнот делува на мини моноволумец, но поради растојанието од тлото од 20 см, тој има и теренска појава. Со погон само на предните тркала, впарен е со 6-степен мануелен менувач кој движи 2 1-литарски мотори. Едниот е бензински, додека другиот ја користи комбинацијата на бензин и на плин, што е многу интересно, бидејќи од понудата на Dacia исфрлен е дизелот за моделот Джогер. Интересно е што Dacia го представува овој модел без никаква електрификација. Таа ќе дојде во форма на хибриден погон кога го користи Рено, но во текот на втората половина на 2023 година. Што нуди Джогер? Со влегувањето во внатрешноста се чувствува дека се направени многу подобрувања. Прво во седењето. Возачот има добра позиција, додека оние што седат на задните седишта имаат повисока точка на седење, па така прегледноста е поголема. Тоа продолжува и доколку го имате и третиот ред на седишта, бидејќи тие имаат висока позиција. Па може да се избегне непријатното чувство кога се возите на задниот, односно третиот ред седишта. Првиот впечаток што го остава Dacia Джогер е сосема позитивен, бидејќи се гледа главната ориентација на овој модел, да биде семеен, да има задоволителни возни својства и да има многу простор во внатрешноста. Покрај 1890 литри кои може да се сместат во гепекот на Джогер, има и во кабината доста простор за одложување на ситни предмети, но и поголеми шишиња. Вкупно 23 литра. Но амбиентот е уште поубав, бидејќи во него преовладува и технологијата.
Не може да кажеме дека има извонредни конективни системи и навигација, но мора да напоменам дека тие функционираат извонредно, имаат одлична графика и може лесно да се впарат со мобилен телефон преку кого исто така можете да ги контролирате сите функции на конективниот систем. Во текот на дводневните возења имав можност да ги возам изведбите со двата мотора. Првиот бензинец од 1 литар развива 101 конјска сила. Тој е направен лесно да ја движи каросеријата и да биде штедлив. Ако ги гледате бројките, тогаш можеби ќе ви звучи чудно ова што го зборувам, но овој мотор е сосема добро димензиониран за користење во урбани средини, но и за автопат, бидејќи без никаков проблем ја одржува пропишаната брзина, која овде во Франција е помеѓу 110 и 130 км на час. Изведбата со фабрички вграден плин исто така остава добар впечаток. Не е силна како чистокрвниот бензинец, има 10 конски сили помалку, но сосема пристојно ја движи каросеријата во сите услови. Поентата на оваа изведба е да не загадува, но и да биде многу економична. А тоа е овозможено со просечна потрошувачка, барем јас колку што забележав на борд компјутерот, од 7,1 литар. Зборам за возење во комбинирани услови, за искачување во Алпите, каде што возев, но и за возење на автопат. Dacia досега има произведено 7,5 милиони возила, додека е под диригентската палка на Рено. Покажа дека вложувањето на Рено е исплатливо. Покажа дека за овие 2 децении, нешто повеќе од 2 децении, можно е да се направи квантен скок. Квантниот скок Dacia го направи со Duster, а секако дека ќе го продолжи и со Jogger. Dacia Jogger ги исполнува сите очекувања. Можеби има малку погруба пластика, можеби има некои поевтини солуции, но функционалноста е на огромно ниво. Цената би требала да биде нешто над 13.500 евра во Македонија, мада немојте да ме фаќате за збор, бидејќи се уште немам официјален податок. Но би требало да ја видиме Dacia Jogger при крајот на март месец во Македонија, можеби и средината на април. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Се гледаме за 7 дена. До гледање.